Вечерва во Агенда 35 ги анализираме пописните резултати. Гостин ни е вице-премиерот Фатмир Битики, со кој што разговараме за тоа какви чекори и стратегии треба да преземе владата во однос на податоците од пописот. А имаме и анализи со експерти. Останете со нас. Македонија официјално е стара држава во која последните 2 децении се зголемувало возрастното население, а спротивно на тоа се намалувал бројот на млади работоспособни луѓе. И ова е факт што е најзагрижувачки податок од најновиот попис. Настрана дневно-политичките преписки околу тоа кој го признава пописот, а кој не, етничката или религиската припадност на граѓаните, резултатите всушност покажуваат негативни демографски трендови кои што треба да ги подзамислат властите во земјава кога се во прашање идните економски, образовни или здравствени политики во услови кога нацијата нагло старее. Конкретно, за 2 децении, земјава загубила 171.317 жители од категоријата работоспособно население на возраст меѓу 15 и 64 години, додека пак бројот на возрастни над 65 години денес е поголем за 101.619 луѓе отколку во 2002. За овие негативни демографски трендови разговаравме со Кристијан Фидановски, докторант на Универзитетот во Оксфорд, чија специјалност е токму ова. Јас би рекол дека она што навистина треба да не загрижува е токму овој податок, бидејќи Евростат го има тој параметар кој што се користи општо во демографската наука за старење на населението, односно тие го пресметуваат соодносот помеѓу бројот на жители кои што се на возраст од 15 до 64 години наспрема 65 години постари. И така го пресметуваат тој сооднос кој што е сега паднат под 4, 3,84, да бидеме попрецизни, а предходно, на предходниот попис во 2002, таа бројка беше речиси 7. Што кажува колку брзо и колку драстично е опадната бројката, што би значило дека за 60% е забрзано, еве така да го наречеме, старењето на населението, додека вкупниот пад на население е околу 10%, нели оние 200.000 жители вкупно кои што ги имаме загубено. И последново е проблематично, или барем може да биде проблематизирано, иако не е нужно страшно една држава да се намалува, многу се поважни овие возрастни динамики и затоа велам дека ова е всушност главниот заклучок што треба да го изведеме. Сега во однос на импликациите, прво да потенцирам дека ова е една доста груба проценка овој сооднос, бидејќи многу зависи и од тоа колку точно луѓе се во пензија и колку точно луѓе работат. Во Македонија многу луѓе пред 65 одат во пензија. Нашата возрастна граница минимална за пензионирање е се уште многу ниска во однос на животниот век кој што постојано се зголемува. Постојат држави како Данска на пример каде што одењето во пензија е индексирано за животниот век. Значи тој праг се зголемува постепено, така како што и животниот век оди нагоре. Кај нас го имаме нели и онај момент со фактот дека мажите во просек одат во пензија подоцна, иако живеат пократко, така што од демографска перспектива и тој дел е недоследен. И секако не е дека сите млади на возраст од 15, не само млади, туку работоспособни од 15 до 64, не е дека сите се во работен однос. Така што веројатно во пракса оваа бројка е уште поалармантна отколку што овој сооднос укажува. Старењето на населението носи сериозни економски ризици за една држава, а во прашање е доведена и перспективата на земјата. Се проценува дека земјава губи најмалку по 36 милиони евра годишно од социјални придонеси, кои инаку би ги добивала доколку работоспособните граѓани не се оцелиле. А како што сега стојат работите, за пензии денес се трошат двојно повеќе пари отколку на пример за плати на јавната администрација, односно над 1 милијарда евра наспроти 530 милиони евра. Значи, кога се зборува за економски последици од старење на населението, најмногу мислиме на овие моменти со пензиските фондови, но тука се и здравствените системи, нели, кои што ќе трошат се поголем процент од вкупните трошења на државата, како што населението ќе старее, за економската продуктивност, за растот исто така може да биде негативно и така натаму.
Фидановски вели дека земјава е во речиси слична ситуација како и повеќето во Европа, но со таа разлика што сиромашна земја ги има проблемите на богатите. Општо демографски гледано има три параметри кои што ја одредуваат возрастната структура. Тие три параметри се наталитетот, морталитетот и миграциите. И сега кај нас наталитетот моментално е околу 1,5, што значи дека не сме далеку од оној просек на Европската унија кој што е 1,56. Морталитетот е 77 години во просек, за жени малку повеќе, за мажи малку помалку, но не е далеко од европскиот просек од 81 година, што значи негативни се овие, бидејќи во Европа се негативни и кај нас се негативни тие трендови, но она што вистински не одвојува од остатокот од Европа е моментот со миграциите, бидејќи многу држави во Западна Европа, иако се имаат проблем по овие први два параметри, надоместуваат за тоа со голем прилив на пред се работна сила, значи млади жители. Додека кај нас, како што знаеме, нормално тој трет елемент само го продлабочува проблемот наместо да го ублажува. И сега јас често пати велам дека ние практично сме во ситуација како една држава со се уште среден приход, а имаме проблем на држава која што е богата. Значи ги имаме овие моменти со наталитетот и со морталитетот, а не можеме да го поправиме до некаде тој баланс преку миграциите. Сега долгорочно гледано може Македонија, зборувам многу долгорочно, да се претвори во дестинација за мигранти, економски мигранти од странство, доколку овие трендови на старење продолжат, значи доколку имаме потреба од увезување на работна сила. Меѓутоа, интересот за такво нешто моментално, како што знаеме, не е голем, но дури јутре кога би бил голем, прашањето од политичка перспектива дали нашето население би било подготвено за нешто такво, бидејќи имаше една анкета пред некоја година, беше ја побарав, која што вели дека 60 и нешто проценти од граѓаните не се подготвени да прифатат, да силен збор, бидејќи моментално има се разбира странци кои што работат во државата, но не се отворени кон драстично зголемување на бројот на странци кои што од економски причини би доаѓале во државата, така што тука и на тој момент треба да се внимава, бидејќи долгорочно тоа ќе биде трендот. Значи нас ќе ни требаат повеќе работоспособни луѓе. Држави како Бугарија, Балтичките држави, например, се земји кои што посебно со влегувањето во Европската унија само им се продлабочи овој проблем на иселување, а не успеа да привлечат доволно луѓе за да го избалансираат. И може да се очекува дека кога и доколку Македонија еден ден влезе во Европската унија, само да се продлабочи овој проблем. Во врска со долгогодишниот проблем на одселување од земјава на претежно млади работоспособни луѓе, Фидановски, кој што исто така ги има истите дилеми како и повеќето од неговата генерација, вели дека причините се повеќе, но главно од економска природа. Вака од аспект на статистики, младинската невработеност мораме да ја споменеме. Значи фактот дека повеќе од 1/4 од младите под 29 годишна возраст се невработени. Таа бројка која ќе се спореди со државите од ЕУ кај нас е речиси 3 пати поголема. Така што тоа е веројатно првата работа што треба да се спомене. Потоа исто ќе споменем анкетава за која што зборував пред малку, каде што се прашуваше и се поставуваше и прашањето кои се нели причините, и економските беа оние кои што убедливо испадна најсилни. 80 и нешто проценти од испитаниците рекоа дека пред се поради економски причини размислуваат да се иселат. Тука се секако и корупцијата, загадувањето и сите проблеми кои што знаеме дека ги имаме, но за мене оваа статистика конкретно е можеби охрабрувачка до некаде, бидејќи кажува дека доколку економскиот дел се поправи, не е дека младите имаат некој фундаментален проблем со овој општество и дека по ниедна цена не би останале во Македонија, туку преференцата веројатно име да останат овде, значи кога би ги имале условите за тоа, и ако можеме да го толкуваме пописот, резултатите од пописот да ги толкуваме оптимистично, што е тешко, но ако се обидеме, сепак имаше некои проценки дека иселувањето и уште поголемо од претходно, нели се политичарите кокетираат со некои бројки од 400-500 илјади, гледаме дека е сепак многу помалку од тоа. Така што во овие анкети кога се прашуваат луѓето дали размислуваат, младите дали размислуваат да се иселат, веројатно ќе кажат да, хипотетички, но во пракса не го прават тоа, така што иако проблемот е голем и веќе акутен, не сме надминали онаа точка од која што нема враќање веројатно за економијата. Според Фидановски, резултатите од пописот треба да бидат основа за носење нови политики во неколку клучни сфери во општеството. Образованието мора да биде
првиот момент, бидејќи ние зборуваме за овие четворица работоспособни луѓе за секој стар жител, но ако тие четворица работоспособни не можат да придонесуваат квалитетно кон економијата, тогаш таа бројка сама по себе не значи ништо. Тука е проблемот со недостаток на работни места, со ниски плати, но и со недоволна или несоодветно квалификувана млада работна сила. Така што тоа е секако долгорочен проблем што мора да се решава пред се преку образованието. Тука се и оние мерки за, како што ги нарекуваат, активни мерки за на пазарот на трудот, значи за реквалификација на работната сила, за пренасочување на работната сила, за охрабрување на одредени вработени да преминуваат во сектори каде што има поголем дефицит. И на крајот би го споменал и наталитетот. Тоа е домен на кој што јас лично се фокусирам во моите истражувања. Наталитетот сам по себе, доколку се зголеми, нема да реши ништо, дури на краток рок ќе го зголеми проблемот, бидејќи ќе има повеќе деца кои што ќе треба да бидат издржувани, но долгорочно ако гледаме за 20-30 години од сега, важно е да имаме и, да ја наречем, одржлива стапка на наталитет. Од аспект на политики, тука повторно се истите овие работи за кои што дискутиравме претходно. Доколку младите гледаат иднина во државата, тогаш веројатно ќе имаат и повеќе деца, но можеби може да се размисли и за зголемување на детските додатоци, кои што моментално во Македонија се ограничени само на најсиромашните домаќинства. Можеби би било фер да се покрие поголем процент од трошокот за деца, дури и кај средната класа, да речеме. Тоа не мора да се направи со некои конзервативни политики, како што беше политиката трето дете порано, туку може да биде една универзална политика што ќе се однесува на сите домаќинства, бидејќи за Македонија немам најдено таква статистика, но во Европа знаеме дека најчесто луѓето сакаат да имаат повеќе деца отколку што навистина имаат. И тој јас понекогаш дури едно дете плюс би сакале да имаат, така што можеби со политики и тој дел може да се подобри и долгорочно да влие позитивно врз демографскиот баланс. Господине Битики, добро вечер, добро дојдовте во нашата емисија. Емисијата посветуваме на резултатите од пописот. Една загрижувачка тенденција излезе од тие резултати, а тоа е дека Македонија старее како држава. Како ја гледате оваа тенденција на старење на државата, затоа што знаете, овие држави имаат слаби економски перспективи? Прво благодарам на поканата да можам да зборам за резултатите од пописот. Мислам дека пописот докажа неколку работи. Една од констатациите е токму овој податок кој што го кажавте, а тоа е старењето на вкупното население и тоа што останува. Но вториот момент е и сметам дека како влада, но и како сите чинители во креирањето на политики треба да го земеме во предвид е големиот одлив на население од државата, затоа што работно способното население е тоа кое што си заминува и ќе треба да се креираат политики кои што ќе се насочат токму кон тоа, да се заштити уште помасовното заминување, миграцијата како таква, иако тоа е глобален феномен, се случува и во други земји. И второ, да се креираат политики кон новата реалност, а тоа како ќе се справиме со податокот дека демографската структура се менува, затоа што тоа ќе значи дека во наредниот период политиките на владата ќе треба поинаку да се насочат. Дали, ја имам сега една дилема која што ја начнувам во креирањето на стратегијата, националната стратегија, развојна стратегија 20 годишни, а тоа е дали реформите во пензискиот фонд кои што беа зададени, во кое што ја намалуваме старосната граница или се стремиме кон намалување на старосната граница за идење во пензија, се уште е актуелна и би требало се уште да постои како таква. Но има и други низа политики, а тоа е справување со луѓето во трета доба, како активно тие да се користат. Значи, јас искрено ги следам како и ги гледам само како податоци кои што би требало да ни помогнат да бидат основа, добра основа за креирање на добри политики на наредниот 20 годишен период. Зошто пак повторувам 20 години период? Затоа што ако сакаш да адресираш одредени појави, не можеш тоа да го направиш во 3, во 5, во 7 години, треба среден план од 10 и долг план од 20 години. Знам дека во вакви периоди тешки, со низа енергетски кризи, некој ќе рече како се размислувате за 20 години, за жал, појавите, негативните појави кои што се појавуваат и ги имаме сега евидентирани со пописот, не може да ги занемариме.
Така, вие веќе ги споменавте миграциите и селувањето како еден од клучните проблеми. Луѓето наведуваат различни причини зошто ја напуштаат земјата, меѓутоа основата сепак е економскиот стандард. Како планирате тоа да го пресретнете? Па секогаш во миграцијата и во нашата земја, но и пошироко во светот, економската причина е еден од клучните, но тамо се надоврзуваат и низа на други можности кои што се изгубени. Тамо е сигурноста, тамо е образовниот систем и образованието кој што го добива, тамо е здравствената заштита, социјалната заштита, низа на други фактори кои што вкупно еве ќе ги наречеме во економските причини. И затоа тоа што го почнавме пред скоро 15 на месеци, националната развојна стратегија, и не е дека ние ќе треба од нашата држава да направиме сега да измислувам било што, но на луѓето, на овие млади луѓе кои што неизвестноста им е секојдневие, треба да им дадеме малце подобра визија за каде нашата држава ќе се движи. Затоа што ако отидете во било која друга развиена земја и прашате која е мојата иднина на наредните 10 години, лесно ќе ви одговорат. Има некаква предвидливост, нешто што тука да, лесно ќе ви одговорат. А тоа е дека и тебе, и на твоето семејство, на твоите деца, можеш да им осигураш квалитетно образование со универзитети и високо образование и средно образование кое што е добро рангирано на светско ниво. Можеш да им пружаш сигурно здравствено осигурување, за да не бараш алтернатива. Можеш да им осигураш дека ќе имаат работа кога ќе завршат било која струка, затоа што при тоа завршувањето на образовниот процес детерминира луѓе кои што пазарот на труд ги бара, а не спротивното како што нас не се случуваше. Ова е тоа што ние сакаме да го направиме за следните генерации, затоа што не можете да таргетирате намалување на миграција само со еден чекор или само со една интервенција. Таа мора да биде соопфатна, мора да биде од сите страни, затоа што луѓето бараат секако сигурност. Ова е добра поинта дека треба практично усогласеност на сите политики, не само на економските, кога се работи за ваква голема стратегија од толку години. Како па тоа планирате да го изведете? Знаете, сепак треба координираност. Да, ние го започнавме веќе 15 месеци, работевме на методологијата, работевме на наоѓање на, да кажеме, консензус помеѓу сите чинители во општеството, затоа што нема развојна стратегија која што гледа напред, а при тоа да не е инклузивна и да нема консензус помеѓу чинители, без разлика. Дали се тоа луѓе кои што учествуваат во политичкиот живот од различни политички партии, дали се тоа луѓе од различна демографска структура, географска средина и така натаму, мора да има инклузивност, мора да ги вклучите сите страни за да го постигнете тој консензус. Ова не е веќе дискусија за дали на крај ќе имаме еден документ кој што е на владата. Не е овој документ на владата, ова е документ на сите луѓе кои што живеат во Република Северна Македонија. Реален ли ви е оптимизмот да се постигне овој консензус? Знаете зашто ве прашувам? Искуството покажало досега дека кога има обиди за вака усогласени државни политики, секогаш има политички игри тука и особено дали од опозиција власт, дали од некакви други политички центри на моќ. Искрено не брзаме во процесот, се обидовме да ги донесеме сите чинители на маса, досега успеваме. Ги интегриравме два процеси во еден процес, процесот на подготовка на МК 2030 кој што ја води претседателот на државата, го инкорпориравме заедно со процесот на национална развојна стратегија, затоа што тоа има, тие два документи имаат иста цел, едниот е 10 годишниот, еден е 20 годишниот. Не може целите да бидат различни на два документи кои што се носат за една држава, за едно општество. И затоа мислам дека сме на добар пат. Треба се уште работа, треба враќање на довербата помеѓу сите чинители, дека на крај на денот еве јас сум еден од тие кои што е во управувачкиот комитет заедно со 4 вице-премиери, министер за финансии, плюс представници од собранието, тоа се председатели на комисиите соодветни во собранието.
И ние тоа го правиме заедно, при тоа не брзајќи. Затоа што велиме, битно е што ќе има внатре, но битно е дали сите чинители ќе бидат вклучени. И ја еве овде сум оптимист дека навистина, затоа што не го правам нит лично за себе, не го правиме нит за некоја политичка партија, го правиме за државата, дека еднаш ќе покажеме, затоа што евентуалниот неуспех ќе биде најлошиот одговор на сите тие кои што имаат дилеми за да останат или да си заминат во државата. Ќе го следиме процесот. За крај само ќе ве прашам кога можеме да очекуваме некои поконкретни политики базирани врз резултатите од пописот. Се ова што го зборувавме практично и извира или почива на тие резултати, меѓутоа кога некако поконкретно ќе се постават. Па затоа што податоците од пописот излегуваат едно по едно. Јас ги чекам искрено податоците кои што се поврзани со малите и средни претпријатија, нивната структура и веќе ќе инициирам промена на законот за поддршка на малите и средните претпријатија, тоа е законот за финансиска поддршка на инвестиции, заедно со една друга стратегија која што ја носиме, тоа е смарт специализацијата, и веќе мислам дека ако излезат податоците до крај на летото, веќе во наесен ќе имаме нова стратегија, нов начин како би ги поддржале малите и средни претпријатија, токму извирајќи од податоците на пописот. Ви благодарам многу за интервјуто. Благодарам и вам. Иако на ниво на ЕУ имаше договор земјите членки да спроведат национален попис на 10-годишна основа, 2011 па потоа 2021 година, поради пандемијата со COVID-19, неколку земји, меѓу кои Германија, Ирска и Романија, го одложија пописот на население за во 2022 година. Методот на спроведување на пописот кај секој од овие три земји е различен. Па така, пописот на население во Германија е планирано да започне во мај и да биде спроведен воглавно со користење, односно преземање на податоци од административни регистри, дополнети со анкети на пример. Пописот на население е планирано да биде комбиниран со попис на згради и домаќинства. Во Ирска пак пописот веќе се спроведе на 3 април, кога граѓаните пополнуваа претходно добиени на домашна адреса пописни формулари. Собирањето на пополнетите пописни формулари е обврска на лица попишувачи, а доколку тоа не биде направено, граѓаните се должни да ги испратат по пошта до Централната статистичка канцеларија на Ирска. Попис на население од 14 март, односно веќе еден месец, се спроведува и во Романија. Првите 2 месеци граѓаните на Романија имаа можност да се попишат преку интернет, а одвоени се дополнителни 2 месеци за граѓаните кои сакаат да бидат попишани лице в лице, односно во нивниот дом. За електронското попишување потребна е претходна онлайн регистрација, пошто на граѓаните на Романија им се доставува пописен прашалник по електронска пошта. Покрај во овие земји членки на Европската Унија во 2022 година, спроведување попис е планирано и во Албанија, Србија и Црна Гора, земји кандидатки за членство во ЕУ, како и во Косово и Босна и Херцеговина, земји потенцијални кандидатки за членство. Јасно е дека за европските пописни статистики да бидат порелевантни, информациите треба да се објавуваат многу понавремено. Стои во ЕУ стратегијата за попис после 2021 година, која ја има објавено Европската комисија. Стратегијата меѓу другото истакнува дека спроведувањето попис на секои 10 години треба да е поддржано со годишно ажурирање на релевантни статистички области, односно годишни ажурирања на основни демографски и миграцијски области, како на пример возраст, пол, земја на раѓање, државјанство, место на живење 12 месеци претходно, со ограничени вкрстени табели и помалку детални раслинувања. Годишното прибирање и ажурирање на податоци во суштина би требало да е базирано на административни извори на податоци, односно регистри на податоци. Годишните ажурирања кои се планираат од 2031 година треба да помогнат пописниот процес во таа година да биде полесно спроведен и поефикасен. Инаку, според стратегијата, прва можност за објавување на годишни пописни резултати е 2025 година, поради тоа што европските држави кои спровеле попис во 2021, целосни резултати треба да објават не подоцна од март 2024 година. Заедно со зелената и дигитална транзиција, демографските промени се трет клучен предизвик за еднината на Европа. Доброто разбирање на тоа како демографските промени и локалните, регионалните и националните реалности комуницираат е клучно за прилагодувањето на политиките на ЕУ на променливите услови на терен.
Демографските сознанија се од голема помош за развој и спроведување на политики кои се поблиски до потребите на граѓаните. Поради предходното, Европската комисија во 2021 година активираше интерактивна онлайн алатка, наречена Демографски атлас, со цел обезбедување повеќе информации за креаторите на политики и граѓаните, како и давање можност да ги наблюдуваат, следат и предвидуваат, односно подобро разберат демографските промени. Атласот нуди навремени, јасни споредбени, демографски податоци и знаење, до најниско ниво на географски детали, односно до најмала општина, за неколку тематски области на политики, како што се здравство, труд и социјална политика, образование, пристап до услуги и поволности, територијални и кохезиони политики. Демографскиот атлас содржи официјални статистички податоци и проекции од Евростат, како и податоци од заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија. Атласот нуди географска покриеност во висока резолуција, што овозможува добра визуелизација и анализа на различни теми, како на пример очекувани трендови на старење на населението по општини или поврзаност помеѓу старењето на населението и економскиот развој. Демографскиот атлас на ЕУ постојано се развива со вклучување на нови индикатори и анализи, а се планира и проширување, па неговиот опсег да оди и надвор од границите на ЕУ, односно да има глобално покривање. Следната недела се гледаме со нова интересна тема во стариот термин, во среда во 20 часот и 15 минути. Останете со Агенда 35 и со програмите на Македонската телевизија.